Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток насловите од денеска. Сомнежи за шпионажа во председателскиот кабинет. ОЈО-ГОК води предистрага. Случајот е креиран од поранешни структури, прозива Мицкоски. Тоа се шпионски талок на општеството структури од минатото. По јавната поддршка за протестот во Скопје, МНР со устен демарш до албанскиот амбасадор. Тирана ке го ротира во Приштина. Лени владата немаат побарано повлекување на амбасадорот. Амбасадорите очекуваат консензус, а гаши и компромис од ЕУ. За Филипче е јасно кој е следниот чекор. Првиот чекор што треба да се направи е да се направат уставни измени. И да се случи следната меѓувладина конференција. Опасноста во Пулс демнела со години. Обвинителството со нови докази и снимки. Одбраната спори, семејствата револтирани. Имаше хаос наместо достоинство за мртвите деца. Си Џипинг го пречека Путин. Двајцата лидери постигна и начелен договор за рускиот газ. Завршувале ли државни тајни кај странски служби? Сомнежи за шпионажа во председателскиот кабинет. ОЈО-ГОК уште од декември води предистрага. Според премиерот Мицкоски, случајот со аферата го креираат поранешни структури, а обвинителот Абази шири паника. Михајло Видимлиски. Сомнежи за шпионажа го тресе кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во декември лани отворило предистрага откако добило известување од МВР за настана од 24 ноември 2025 дека од информатичкиот систем во председателскиот кабинет неовластено биле извлекувани податоци. Обвинителството веднаш од кривичниот суд побарало наредба за пребарување на компјутерскиот систем, како и наредба за екстракција на податоци од персонални лаптоп компјутери доставени до МВР од кабинетот на Силјановска. Побарани се и видеоснимките од безбедносните камери од кабинетот и анализа на екстрахираниот доказен материјал, но досега одговор не добиле. Од страна на Министерството за внатрешни работи до денеска не се доставени повратни информации, ниту известување за преземени действија во врска со обезбедувањето на копии од видеонадзорот. На 16.3.2026 година МВР достави известување за дел од преземените активности кои се однесуваат на обезбедување, пристап до криптирани податоци од дотогаш екстрахираната компјутерска опрема. Воедно до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција беа доставени 2 мобилни телефони одземени од пријавениот со барање за нивна екстракција во истражниот центар, пошто веднаш беше издадена соодветна наредба за постапување. Велат од обвинителството од каде додаваат и дека на 25 март до МВР доставиле наредба за анализа на податоците од мобилните телефони и заедничка анализа од податоците екстрахирани од компјутерската опрема. Но таму досега не добиле никакво известување за резултатите од преземените действија. Од МВР пак тврдат дека веќе постапуваат по 2 наредби од обвинителството од февруари и март. Во тек е анализа на сите електронски докази кои се екстрахирани од одземената опрема. Напоменуваме дека станува збор на поголема количина на електронски доказен материјал за кој е потребен поголем временски период. Анализата е во завршна фаза и во наредниот период целокупниот доказен материјал ќе биде доставен до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. До ОЈО-ГОК пристигнала и пријава подпишана од група вработени во МВР, со која под сомнение е IT администратор во кабинетот на председателката, кој наводно копирал, енкриптирал и складирал доверливи податоци и бил поврзан со разузнавачка служба. Во пријавата се споменуваат и други функционери од кабинетот и од Агенцијата за разузнавање, за кои имало сомнежи дека можеби учествувале во прикривањето на доказите, па дури и високи владени функционери, кои наводно ургирале кај председателката и кај обвинителката да го затворат случајот. Премиерот Христијан Мицкоски пак вели дека сомнежите за наводна шпионска афера потекнуваат од структури од минатото, а паниката ја создал шефот на обвинителството Ислам Абази. Тоа се шпионски талок на општеството структури од минатото, кои што се наоѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери и така натаму,
и тие се представуваат како група вработени и испраќаат анонимни дописи до обвинителства. Се разбира, таму Исламабази веднаш да истрча и да создаде паника во јавноста дека нешто се случувало. Случајот во Ојогок го води обвинителката Катерина Коларевиќ, која овој период е во центарот на вниманието на јавноста за набавката на мазут на ЕСМ, а и од обвинителството и МВР. Најавуваат информации по расчистување на случајот. За сега коментар нема ниту од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова. По јавната поддршка на студентските протести во Скопје, МНР денеска му упатил устен демарш на албанскиот амбасадор во земјава Денион Мејдани, дознава Канал 5. Деталите од Јован Ѓорговски. Амбасадорот на Албанија во Македонија, Денион Мејдани, бил повикан во македонското МНР по неговата јавна поддршка на протестот на студентите албанци во Скопје и нивните барања, дознава Канал 5 од своји извори. Според информациите на средбата не присуствувал Мејдани, туку го испратил неговиот заменик на кого му бил пренесен усмен демарш во врска со изјавите на Мејдани кои се оценети како несоодветни и на граница меѓу вообичаената дипломатска комуникација и потенцијално мешање во внатрешните работи на земјава. Мејдани, инаку според најавите од официјална Тирана, би бил ротиран на амбасадорската позиција во Приштина, а на негово место во Македонија би дошол Петрит Малај. Иако дел од албанските медиуми пренесоа дека неговата смена доаѓа на барање на македонските власти, албанското МНР го демантираше тоа и потврди дека станува збор за ротација која е во согласност со дипломатските практики. Коментар за смената на амбасадорот даде и ко-председателот на Вреди, Билал Касами. Тврди дека владата не побарала негово повлекување, но додаде дека Мејдани наместо се дипломатски, во Македонија се занимавал со политички теми. Во ниту еден момент влени владата на Македонија немаат побарано од институциите во Тирана повлекување на амбасадорот, без разлика што амбасадорот на место да ги представува и да ги штити интересите на албанците во Македонија како што е во уставот на Албанија, односно да представува Албанија во институциите во Македонија, тој повеќе се занимавал со политички теми, но тоа е оценка која треба да се направи од државата, односно институциите кои го именува амбасадор. Мејдани инаку во понеделникот на социјалните мрежи напиша дека студентите кои протестираа во Скопје според него не сакаат привилегиран третман, туку бараат достоинство, еднаквост и почит за, како што наведе, нивните основни права. На социјалните мрежи во земјава инаку се споделува и петиција до албанскиот премиер Еди Рама и шефот на дипломатијата Ферит Хоџа да го задржат Мејдани на позицијата во Македонија. Да, за правото на протест, но не и за прекршување на законот за знамето, химната и уставот. Изјави денеска премиерот Мицкоски околу протестите за правосудниот испит. Мицкоски испрати осуда до ДУИ, а најави и решение за ова прашање, за кое што ќе се чека и мислењето од Венецијанската комисија. Јана Јосифовска со детали. Поддржувам протести, но мене лично ми пречи што протестантите кои практично се правници и се борат за право, го прекршуваат законот за знамињата, за државната химна и уставот, изјави премиерот Мицкоски, коментирајќи ги протестите на студентите албанци за правосуден испит на албански јазик, кои минаа и со физичка пресметка, веење само на албански знамиња, понекој американско и на ЕУ, а ниту едно државно знаме, како и скандирање УЧК од присутните. Навредите и инцидентот, премиерот не сакаше да ги коментира и ги припиша на фолклор. Ајде, навредите нема да ги коментирам, тоа е сепак домашно воспитување што во првите 7 години од животот се стекнува. Нема да го коментирам ни оној инцидент насилен кој што се случи. Нема да ги коментирам ни надворешните мешања во внатрешните работи на Македонија на некои надворешни фактори. Тоа све ќе го ставиме како фолклор. Во моментов во владата се работи на трајно решение за овој проблем, уверува Мицкоски и кажа дека штом биде готов, законот ќе се испрати на мислење во Венецијанската комисија. Воедно Мицкоски го осуди и однесувањето на ДУИ. Она кое што ние како влада во моментов го работиме е да се обезбеди трајно решение со кое што овој, но и низа други проблеми кои што ги наследивме од минатото ќе бидат решени. Исто така го осудувам однесувањето на опозицијската партија Демократска унија за интеграција
бидејќи тие имаа можност 20 години да ги решат овие прашања, за жал ништо не направија, но затоа решија многу лични прашања и ако споредите имотната состојба, ќе видите како од голтари се станува милионери на грбот на националните пароли и на грбот на луѓето кои што мачат како од први до први да го поминат месецот. Апсолутно секое решение како закон ќе биде испратено до Венецијанска комисија. Од ДУИ пак денеска реагираат дека албански студенти од Тирана биле задржувани и како што велат заплашувани од полицијата, додека патувале кон Македонија за да дадат поддршка на правото за полагање на правосуден испит на албански јазик, што според нив е доказ за институционален скандал. Да ги запираш, да ги попречуваш и да ги третираш како закана студентите кои се солидаризираат со една јазична и национална кауза е неприфатлив чин. Ова е политички притисок врз албанските студенти и врз секој глас што бара еднаквост. ДУИ повторно се обидува политички да профитира преку студентите, одговори од Влен. Оттаму упатија критики до интегративците, дека за политички поени и манипулации ги туркаат студентите на улица, додека тие, како што велат, работат на решавање на проблемите наследени од ДУИ. Протестот заврши, но маските повторно падна. Колку и да врескаат, вистината е една. Влен му пристапи на овој проблем сериозно и суштински. Затоа решението нема да застане само кај правосудниот испит. Сите професионални испити ќе може да се полагаат и на албански јазик. Велат од Влен. Исполнети реформските чекори кон Брисел. Македонија доби речиси 66 милиони евра од планот за раст. Опасноста во Пулс демнела со години. Пиротехничките средства биле честа појава на забавите во клубот. Обвинителството и денеска продолжи со презентација на материјалните докази, кои што ги спореш одбраната. Дејан Трајковски. Со презентација на видеоснимки и фотографии од социјалните мрежи, обвинителството укажуваше на безбедносните недостатоци во Пулс. Воедно посочи и на честата употреба на пиротехника во клубот, со што, како што кажа, во многу наврати постоела опасност од пожари. Исто така се презентираа документи од дозволите и интервенциите што ги претрпел објектот во изминатите децении. Според одбраната, од презентираните докази од социјалните мрежи не можело ништо да се види. Воедно побара и преквалификација на делото, односно несреќен случај предизвикан од пиротехника. Ја навистина не знам зашо овие докази се воопшто присутни ако обвинителството, а таква беше очигледно интенцијата, затоа беше и мојата интервенција за време на судењето. Сакаше преку Facebook клипчиња кои што ги користел клубот за рекламирање по социјални мрежи да ја убеди јавноста и да не убеди нас дека постојат или не постојат минимално технички услови. Обвинителството создава конфузија во самото судење. Нема се уште храброст кај нив да овој предмет го дефинираме онаков каков што на вистина е. Несреќен случај предизвикан од незаконито, неовластено и нестручна употреба на пиротехнички средства во затворен простор. Родителите пак реагираа на атмосферата во судницата, односно дека одбраната сака судењето да го претвори во циркус со постојните коментари и дофрлања, со што велат се покажува непочитување и кон постапката и кон жртвите. Денес покрај присуството на обвинителите, оштетените и јавноста, чувството беше како однапред да се знае докаде сме да се оди со вистината, а докаде до одговорноста. Кога судницата ќе стане место за надмудрување, глума, пазарење со процедурите, тогаш довербата во правдата умира пред пресудата. Прашани за став за укинувањето на притворот на обвинетиот Јане Јанчевски, од обвинителството кажаа дека не се согласуваат, бидејќи се уште постојат претпоставките поради кој е определена самата мерка. На Табановце запленети половина милион евра. Се обидел да ги прошверцува албански државјанин. ЗЕЛС формира противпожарен штаб за подобра координација пред летната сезона. Одбележан денот на пожарникарството. Спроведовме еден јавен повик за вработување на 20 нови пожарникари, а до крајот на оваа календарска година уште 20 дополнително. Европската комисија им додели 158,9 милиони евра на Македонија, Албанија и Црна Гора. Од нив Македонија доби најмногу 65,7 милиони евра.
Комисијата денеска стави на располагање 49 милиони евра за Албанија, 44,2 милиони евра за Црна Гора и 65,7 милиони евра за Македонија во рамките на програмата за реформи и раст. Ова следува по третото барање за исплата и позитивната оценка на Комисијата за реформските чекори спроведени во областите на деловната конкурентност и иновациите во Албанија и Црна Гора, како и образованието и дигитализацијата во Македонија. На трибина посветена на европското проширување, дел од ЕУ амбасадорите повикаа Македонија да ги исполни обврските. Спикерот Гаши побара и Европската Унија да ги вреднува досегашните компромиси од македонска страна. Опозицијскиот лидер пак директен дека следниот чекор се уставни измени. Афродита Рамос. Дел од амбасадорите од земји членки на Европската Унија во земјава повикуваат на единствена позиција во државава за следниот чекор на македонскиот евроинтегративен пат, уставните измени, тврдејќи дека ЕУ е амбициозна и подготвена за проширување, а Македонија има добар реформски прогрес. Sometimes I feel that here in North Macedonia there is still a feeling that this fatigue is not over, but it is. And North Macedonia can be part of this new dynamic, and we think it should be. That you need to cherish compromise, you need to find your unity within the country in order to take difficult steps. I am very happy to say that we are seeing a positive trajectory, that the country is taking up the speed in implementing these reform measures. Спикерот Африм Гаши пак посочи дека Македонија е држава која направила, како што рече, најголем компромис, што ЕУ не го признала како вредност. Мислам дека испуштена една голема шанса и голема порака да се награди големиот труд на оваа држава, на овие граѓани, да смогнат сила да го сменат името на државата, а тоа да не биде вреднувано како што треба. Според лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, јасен е патот напред кон ЕУ, а одолговлекувањето на уставните измени ја влошува целокупната состојба во државава. Ние имаме конкретен предлог од сите земји членки на Европската Унија, се вика преговарачка рамка. Ја изгласале сите земји членки на Европската Унија. Првиот чекор што треба да се направи да се направат уставни измени. И да се случи следната меѓувладина конференција. Тоа е на масата. Ние можеме до утре да дебатираме за вредностите на Европска Унија, за тоа како ќе ги вратиме вредностите општествени. Нема да ги вратиме без ова. Ќе биде уште полошо. Според реномираниот бриселски медиум Еурактив, 5 земји од ЕУ, Австрија, Чешка, Италија, Словачка и Словенија, преку конфиденцијален документ ја повикале Европската комисија да го разгледа моделот на систематска секторска интеграција за земјите од Западен Балкан, преку кој би добиле пристап базиран на заслуги до единствениот европски пазар. Европската Унија ги укинува увозните давачки за американските стоки, за да избегне зголемување на царините од страна на Трамп. Детали од Сања Трајковска Ставров. Европската Унија ја дигна рампата. Постигнат е начелен договор за укинување на увозните тарифи за американските производи, за да се спроведе трговскиот договор со САД и да се избегнат нови повисоки царини со кои се закани американскиот председател Доналд Трамп. Ова значи дека Европската Унија треба да ги укине тарифите за американските индустријски производи и да обезбеди преференцијален пристап до американските земјоделски производи, додека САД ќе ги задржат тарифите од 15%. Овој договор се очекува да стапи на сила најдоцна до 4 јули, но најпрво треба да биде одобрен на пленарната седница на Европскиот парламент и од земјите членки. First, the EU has demonstrated once again that we are a reliable trading partner that honors its commitments. This outcome fully respects the EU-US joint statement. Second, we have agreed on the necessary instruments to ensure that the EU-US joint statement will be implemented faithfully by both sides.
Од Комитетот за меѓународна трговија при Европскиот парламент негираат дека Европа подклекнала на ултиматумот на Трамп, кој предупреди дека доколку не се финализира законската рамка, царините за европските производи во САД би можеле да се зголемат од 15 на 25%. Did the EU give in to Trump's blackmail or ultimatum? No, it's totally not the case. And I remember that, of course, Trump made 2 weeks ago a push to us. If you do it in 1 week, then, of course, I will establish 25% on your cars. In the last year, I saw so many different posts of Trump on this so-called Truth Social. It's not truth and it's not social. And therefore, I really don't care, because we have to make clear that this is our duty to protect the European interests, and therefore I will. Царинскиот договор беше постигнат во август 2025 помеѓу Доналд Трамп и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Со него беше утврдена горната граница од 15% за повеќето увози од Европската унија во САД, вклучително и автомобили и автоделови. За возврат Европската унија се обврза да ги укине царините за американската индустријска стока и да го улесни пристапот на американските земјоделски производи како свинско месо и млечни производи на европскиот пазар. Владата ги продолжува преговорите со ОКТА за попустот, откако викендов на седница одлучи да ги продолжи мерките за намалените акцизи за дериватите и повластената стапка на ДДВ-то за бензините од 10%. Македонските возачи наскоро би можеле да добијат ново намалување на цените на горивата. Премиерот Мицкоски денеска потврди дека владата веќе е во активни преговори со менаџментот на ОКТА за обезбедување нов пакет доброволни попусти за големопродажните и малопродажните трговци. Оваа најава доаѓа по укинувањето на претходната мерка, која важеше до 18 мај, пошто бензинот Евросупер БС95 поскапе за 2 динара, додека Евросупер 98 и дизелот за 2,5 динари. Во овој момент преговараме и ќе продолжиме да преговараме со ОКТА за да биде повторно попустот, би рекол, приближно на кој што го имавме. Ќе видиме како ќе резултираат тие преговори. Но факт е дека остануваме земја со убедливо најниски цени на горивата, да речеме нашиот северен сосед е 1,9, за дизел ние сме 1,5, негде околу 40 на евроценти по литар поевтини. Западниот и јужниот сосед се над 2 евра по литар, така што остануваме убедливо најефтини кога станува збор за цената на горивата. Меѓународниот монетарен фонд не стави во групата на првите 3 земји кои што аплицирале мерки визави бруто домашниот производ. За да не се случи нов ценовен шок на нафтините деривати. Владата викендов ги продолжи мерките за намалени акцизи за дериватите и повластената стапка на ДДВ од 10% за бензините до 1 јуни. Во моментов литар бензин 95 се продава по цена од 87 динари, 98 за 89 динари, а дизелот чини 92 динара. Лажен доктор од Охрид доби казна затвор од 5,5 години. Пресудата ја објави Основниот суд во Штип, каде што случајот се водел како продолжено кривично дело измама. Според судските информации, обвинетиот ПС од Охрид во јануари измамил 8 повозрастни граѓани од Штип и од Виница. По одлажен изговор дека на нивни блиски им се потребни операции. За само 1 месец од 8 оштетени граѓани зел вкупно околу 56.000 евра. Според одлуката на судот, неговиот притвор продолжува до правосилност на пресудата. Рекордна заплена на царината на Табановце. Половина милион евра во кеш, скриени во специјално креиран бункер во минибус. Детали од Јордан Цветановски.
Во минибус се обидел да шверцува половина милион евра на граничниот премин Табановце. Албански државјанин кој веќе бил гонет е фатен при историски најголемата заплена на Царинската управа на Македонија. Директорот на управата Бобан Николовски информираше дека парите биле пронајдени во специјално монтиран бункер во минибус, кој бил сопственост на туристичка агенција од Албанија со кој се превезувале 7 патници. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторителот, државјанин на Република Албанија со иницијали ДЖГ, кој управувал со минибусот, е соодветно гонет, зашто веќе е изречена судска пресуда од Основниот суд во Куманово. Обидот е откриен во акција од Оделението за оперативни работи на влез на државниот граничен премин Табановце. При проверката на службите, парите, како што кажа директорот Николовски, биле спакувани во 14 прозирни кеси и веднаш биле одземени. Нашата работа беше овие пари да не ја поминат граничната линија во Република Македонија и тие не ја поминале и тука завршува нашата работа. Делото е предадено на обвинителството, потоа на судот и е пријавено во соодветна институција во Република Македонија која што ќе се занимава со овој случај. Согласно закон, запленетите девизи уште веднаш се предадени во Агенцијата за привремено одземен имот, а потоа се депонирани во Народната банка. Цариниците кои учествувале во акцијата, како што рече директорот, ќе бидат наградени со по 10.000 денари. Затоа чии се еврата ќе треба да утврдат другите надлежни органи. А директорот на Царина кажа дека известно е дека ќе се влијат во државниот буџет и ќе се користат за нови патишта, болници и училишта. ЗЕЛС ќе формира противпожарен штаб заради подобра координација меѓу општините пред летната сезона. Со ова, вели градоначалникот Орце Ѓоргиевски, ќе се обезбеди ефикасна реакција во кризни ситуации. Одлуката на ЗЕЛС доаѓа во пресред на 20 мај, денот на пожарникарството. Скопје располага со половина од потребниот капацитет на кадар во противпожарните единици. Во моментов има 200, а според закон треба да има 400 пожарникари, вели командирот на бригадата за противпожарна заштита во Скопје Звонко Томески на настанот за одбележување 190 години од формирањето на првата противпожарна единица во Македонија. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски најави дека до крајот на годината ќе се вработат 40 нови пожарникари. На бригадата брои 213 вработени, веќе ние покриваме и дел од овие општините кои гравитираат околу градот, 384. Спроведовме еден јавен повик за вработување на 20 нови пожарникари, а до крајот на оваа календарска година уште 20 дополнително. Најмалку ќе бидат вработени, што значи дека и оној дел на недостатоци на пожарникари полека, но сигурно ќе го пополнуваме. Ѓоргиевски информираше и дека управниот одбор на ЗЕЛС донел одлука за формирање противпожарен кризен штаб за побрза и поефикасна координација меѓу општините во текот на предстојниот летен период при евентуални пожари. Најави и дека целосно ќе се реновира пожарниот дом во Скопје до крајот на годината. Создававме кризен штаб, како што споменавте вие, кој што кризен штаб ќе делува на региони, да бидеме подготвени, но и во секое време да знаеме која општина каде ќе треба, ако не дај Боже се случи пожар, да биде подготвена за да интервенира, да не губиме време во организација. На настанот беше демонстрирана показна вежба од страна на пожарникарите, а внимание привлече гестот на еден од пожарникарите кој јавно ја запроси својата девојка пред колегите и присутните. На церемонијата се промовираше и ново игралиште во дворот на противпожарната бригада, а беа доделени и благодарници. Следна е само вистина, останете на Канал 5. Пријатно.